Денеска православната црква ги празнува светите 14 илјади младенци во Витлеем и преподобните Марко Гробар и Теофил Плачлив. Светите 14 илјади младенци во Витлеем. Бидејќи мудреците од Исток не се вратиле од Витлеем во Ерусалим да му јават на Ирода за новородениот цар, туку под заповед на ангелот по друг пат си отишле во својата татковина, Ирод се разлутил како лут ѕвер и наредил да се убијат сите деца од 2 и помали од 2 години во Витлеем и по целата витлеемска околина. Таа страшна заповед на царот била потполно извршена. Неговите војници едни деца со меч ги исекле, други од камења ги разбивале, трети со нозете ги згмечиле, четврти со раце ги удавиле. И се кренал плач и лелек на мајките до небото. Глас се слуша во Рама, плач и ридање, и пискот голем. Рахил плаче за своите деца и не сака да се утеши зашто ги нема. Овој злостор над многу невини деца бил извршен 1 година по раѓањето Христово на 29 декември. За тоа време Ирод пребарувал за да го најде божествениот младенец. Го барал од Захарија неговиот син Јован за да го убие, бидејќи мислел дека Јован е тој нов цар. Бидејќи Захари не го дал Јована, по наредба на Ирод и Захари бил убиен во храмот. Ке го убиели и светиот Симеон Богопримец, ако наскоро по сретението не се представил пред Бога. Откако ги истепал витлеемските деца, Ирод се нафрлил на еврејските старешини, кои му толкувале каде Месијата ќе се роди. Така го убил Иркан, првосвештеникот, и 70 старци од Синедрионот. Така лошо завршиле оние кои се согласувале со Ирода дека новиот цар младенецот треба да се убие. Потоа ги убил својот брат и својата сестра, жената и своите 3 синови. Најпосле и него го постигнала Божјата казна, почнал сиот да се тресе, нозете му отекле, долниот дел од телото му се загноил. Од гнојот почнале црви да излегуваат, носот му се затворил и неподнослива смрдеа се ширела од него. Пред самото издивнување се сетил дека во затворот има многу затворени евреи, па за да не се израдуваат на неговата смрт, наредил сите да ги убијат. Така ја испуштил својата нечовечна душа, овој грозен владетел, и ја предал на ѓаволот во вечна својина. Поуки од светите отци. Љубовта има 3 ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te
од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Преподобните Марко Гробар и Теофил Плачлив. Киево-печерски монаси. Светиот Марко имал толкава благодат, што на мртвите им заповедал и тие го слушале. Почекај, брате, до утре, бидејќи гробот уште не ти е готов. Порачал Марко да му се каже на еден умрен монах кој бил веќе искапен и отпеан. И монахот ги отворил очите и бил жив до другиот ден. Теофил плачел непрестајно за своите гревови. Своите солзи ги пролевал над еден сад. Пред смртта му се јавил ангел и му покажал еден поголем сад исполнет со солзи. Тоа биле солзите на Теофил што паѓале на земјата или биле истриени со рака или пак се исушиле на лицето. Така на небото се знаат и се чуваат сите наши солзи, како и сите маки и тешки воздишки заради спасението. Овие свети Божи слуги се упокоиле во 11-тиот век и преминале во Царството Христово. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честна